Вести на Канал 8, добар ден. Советот на општина Кочани ја одржа редовната 36-та седница на која се разгледуваа десетина точки на дневниот ред. Сепак, наместо дискусии за темите што требаше да добијат внимание, советниците непотребно ја вжештија атмосферата и преминаа во меѓусебни препукувања и дисквалификации, со што сериозно го спуштија нивото на локалното законодавно тело. Тони Ајтевски ги има деталите. Со препукувањата и дисквалификациите што јавно беа искажени на говорницата на 36-та редовна седница, Советот на општина Кочани го допре дното на својот дигнитет и ја наруши основната смисла на неговото работење и воопшто за постоењето. Во своето неколкодецениско следење на седниците на општинското законодавно тело, вашиот новинар никогаш нема регистрирано толку ниско ниво на дискусии, со што атмосферата на седницата непотребно се вжешти, а припукувањата на момент се закануваа да излезат од контрола. Иако се очекуваше ова да биде само една рутинска работна седница, со оглед што на дневниот ред имаше 11 точки, сепак уште од самиот почеток се виде дека таа нема да заврши со вообичаениот тек. Токму поради излетите во дискусиите, што наместо за темите за кои се расправаше, повеќе наликуваа на лични навреди и дисквалификации, седницата се различе на 2,5 часа. Ниту ефикасно, ниту транспарентно, а најмалку во интерес на граѓаните. Над 50% од средствата од програмата спорт ги трошите лично вие или клубот со кој вие директно или индиректно имате влијание. Не ли ве е срам, кажете одговорници, кој ги троши парите? Како може така да излегувате на говорници да лажете безстравно? Ама лично вие се јавувате за пари. Тука да бидеме најасно. И заради тоа послушайте вас, ако вие на друг начин го свативте тоа лично дека за ваши приватни работи се извинувам, најмалку во таа насока не ја разговарам. По неколку часа од вашето работно време го поминувате на тезгите во пазарот, па така да не е чудо ако вие имате многу фотографии од пазарот. И немој паушално да тресете зелени. Кој кога е на пазар, дали е во пауза или на работно време, јас ви благодарам. Жал ми е во обидот за вашите аспирации за пратеник дека ќе бидете единствена на денешната седница од оваа говорница, значи очигледно дека тоа нема да ви мине. Има поголем број на советници кои што ќе се вклучат. Ако играме така, ако се лактаме, верувајте дека можам да бидам многу погаден од вас. За важноста на темите не треба да се коментира, со оглед што дел од нив се однесуваа на санитарно-хигиенската состојба во училиштата и градинките, како и за успехот и работењето на образовните установи. Сепак, дискусиите се претворија во припукувања со дневно-политички призвук, од кои остана горкиот впечаток за недоличноста од упатените отровни стрели. Се надевам дека во иднина ќе употребам лош збор, нашето глупирање нема да го гледат граѓаните на општина Кочани во вакво издание. Несватливо ниското ниво на дискусии беше причина за најава за можно напуштање на советничкиот состав, ако вака се продолжи со работа во иднина. Жал ми е што како совет дојдовме во ваква ситуација, која што ама воопшто не ни доликува. А ако вака продолжиме, ја во вако совет нема да сакам да учествувам и ќе си дадам оставка. Не ми треба да учествувам во совет во кој што прво не се почитуваме сами меѓу себе, не почитуваме институции, не почитуваме раководители, а нормално и раководители треба да внимаваат кога дават определени оценки. 36-та седница на Советот на општина Кочани на 2 пати беше прекинувана заради смирување на страстите. Инаку, поголемиот број од точките беа изгласани од советниците. Единствено поддршка не беше дадена на извештајот за работењето на библиотеката Искра за минатата и на планот за работа за оваа година. Општина Кочани започна постапка за реконструкција на 2 крака од улицата Стамен Манов во Ромското мало во Кочани. Средствата се обезбедени како грант од Советот на Европа, како и од буџетот на општината. Во рамки на активностите за подобрување на сообраќајната инфраструктура, што ги започна локалната самоуправа на Кочани, во план е во наредниот период да се реконструираат и 2 крака од улицата Стамен Манов. Се работи за улици што се на специфичен терен, па поради неможноста да се асфалтираат, реконструкцијата ќе се изведе со бетонирање. Веќе е објавен јавниот повик за избор на изведувач на градежните работи, за што е планирано да се потрошат над 1 милион денари.
При тоа, дел од парите се обезбедени како грант од Советот на Европа, а остатокот е кофинансирање со буџетски средства на општината. Според техничката спецификација во повикот, планирано е да се бетонираат коловозите на двете улици со вкупна површина од околу 1000 метри квадратни. При тоа ќе се нивелираат и постојните канализацијски шахти, а ќе се постави и арматурна мрежа како дополнително зајакнување на подлогата. Во моментот тече рокот за пријавување на заинтересираните изведувачи, кои потребната пријава и документација треба да ја поднесат најдоцна до 3 март. Обврска на избраниот изведувач ќе биде реконструкцијата на двата крака на улицата Стамен Манов да ја заврши најдоцна до 31 мај годинава. Најавите дека болницата во Штип ќе биде еден од 3 регионални центри во државата за интервенирање кај евентуално заболените од коронавирус се однесува само на прифаќање на пациентите. Според директорот на болницата Ален Георгиев, лекувањето на болните сепак ќе биде во Скопје. Во планот за дејствување против ширењето на коронавирусот во нашата држава, Министерството за здравство ја посочи и болницата во Штип како еден од 3 регионални центри во кои ќе се прифаќаат евентуално заболените граѓани. Сепак, од оваа здравствена институција појаснуваат дека таму само ќе ги примаат и првично ќе ги испитуваат лицата за кои се претпоставува дека можеле да бидат заразени со вирусот. Со оглед на ограниченоста на капацитетот на болницата, незиниот директор Ален Георгиев истакна дека услови за исправно лекување, доколку има случаи на инфекција, постојат само на инфективната клиника во Скопје, каде заболените би се препраќале. Ние као клиничка болница од Министерството за здравство имаме барање веќе доставено и очекуваме во најскоро можно време да добиеме она што го немаме како болница. Се работи за наочари, маски и скафандери кои што ни биле потребни при евентуална појава на тоа и тоа ќе добие во најбрз можен рок, а оној дел кој што зависи од нас, задолжена е болничката аптека да обезбеди доволни количини од дезинфекција за подови, за површини, за предмети, за раце, доволни количини на инфузиони раствори и лекови и се она што ние треба да го имаме спремни како болница. Што се однесе од инфективното оделение, нашето инфективно оделение има 3 доктори и специјалисти, има 2 докторки кои што се општи на помош таму, имаме 11 сестри, знаете дека имаме 35 кревети и дека имаме 2 карантински места кои што би можеле да ги користиме. Со најавите на министерот, значи тоа бе во претходните 2 дена, Штипската клиничка болница би можела евентуално, доколку има потреба, да биде место каде што би се обсервирале луѓе за кои што се претпоставува дека можеле да бидат заразени со коронавирусот. Примањето на евентуално заболени од вирусот во Штип би значило нивно карантинско задржување во болницата, но лекувањето ќе биде во Скопје. Обсервација би било следното, еве хипотетска ситуација. Доколку се случи да одредена група луѓе некој се изолира дека е бил заболен од коронавирус, сите оние што биле хипотетски у близок контакт со него, евентуално да бидат ставени на обсервација. За случајно да не се и тие заболени. Бидејќи вирусот има одреден период на инкубација и не може веднаш да се докаже. Во тој смисол се мисли обсервација на луѓе. Директорот на болницата Георгиев упати апел да престане креирањето лажни вести и ширењето паника меѓу граѓаните. Исто така препорача граѓаните, за да се заштитат од можна зараза, да ги следат препораките од овластените здравствени институции. Тоа би значило откажување на патување во региони каде веќе има појава на коронавирус, да се избегнуваат контакти со поголеми групи луѓе, како и со лица кои покажуваат симптоми на настинка и болест, а останови и обврската редовно да се мијат рацете со сапун. Земјоделците доаѓаат и прашуваат, се интересираат за оризопроизводство и заштита на оризот со пестициди и ѓубрење. Но проблемот е што од година во година се помалку има млади земјоделци кои сакаат да произведуваат ориз и други земјоделски култури, велат стручните лица. Тешка гранка е и неисплатлива и затоа ретко сега младите се интересираат за земјоделство. Млади земјоделци скоро и да нема веќе. Се помалку има земјоделци во Кочани и Кочанско кои сакаат да се занимаваат со земјоделство, особено со оризопроизводство, велат стручните лица. Доаѓаат, прашуваат и се интересираат во делот на заштитата на оризот со пестициди и начинот, количините и типот на ѓубрива, но се помалку ги има. Има интерес, меѓутоа можам да кажам дека за жал се
помалку и помалку се младите луѓе заинтересирани за земјоделството, бидејќи земјоделството е една од, можам да кажам, од потешките и најтешките гранки во стопанството, така да не е добро што нема интерес, а исто така не само што е тешка како гранка за работа, исто така и профитите се многу мали, така да помладите луѓе кои познаваат други вештини се повеќе и повеќе се одредуваат да работат други работи, а помалку да се вклучени во самото производство на земјоделските култури, па и на оризот. Ако има доволни количини на вода во акумулациите и ако има поголеми врнежи од дожд, доктор Андов вели дека ќе се засеат планираните 4000 хектари ориз. Иако во поново време беа внесени и други турски и италијански сорти ориз, сепак сортата Сан Андреа и понатамо е најзастапена меѓу земјоделците, бидејќи останува како најбарана на пазарот, додава доктор Андов. Извидниците на извидничкиот одред Ластовица од Кочани со голем број активности се вклучија во одбележувањето на Светскиот ден на извидниците 22 февруари. Централните извиднички работилници се одржаа во Скопје со учество на околу 300 извидници од 20 одреди од државата. Со низа активности во Скопје беше одбележан Светскиот ден на извидниците, во кој зедоа учество и извидниците од извидничкиот одред Ластовица од Кочани. Учествуваа 40 извидници и тројца старешини. Имено по повод Денот на извидниците, Сојузот на извидници на Македонија организираше настан во домот Даре Бомбол на Средноводно, каде беа присутни околу 300 извидници од 20 одреди од Македонија. По отворањето на церемонијата, оние кои сакаа да го повторат својот завет и новите извидници, ја имаа можноста да дадат извиднички свечен завет и со тоа да се вклучат на најголемата фамилија извидници. По заветот следуваше хајкот до врвот на Водно, каде се дружеа сите учесници и се стоплија од ладното време. Извидниците од Кочани ја искористија можноста и слободното време да го посетат и музеот на илузии, каде најмалите и се забавуваа. Комисии и состаноци одржува Сдруженијето на пензионери Кочани пред годишното собрание закажано за 18 март. Сдруженијето организира и 8 мартовско дружење за жените пензионерки од општината. Истото ќе се одржи на 7 март во ресторанот Амор. Програмата за работа на Сдруженијето на пензионери на Кочани за 2020 година и извештајот за работа за 2019 година, заедно со финансискиот извештај и завршната сметка се изготвени и ќе бидат разгледани пред комисиите и извршниот одбор на 4 март. И истите ќе бидат подготвени за 18 март, кога ќе се одржи годишното собрание на Сдруженијето на пензионери Кочани, информираше председателот на Сдруженијето Ѓорги Серафимов. Наскоро ќе започнат и спортските активности и подготовки за општинските спортски надпревари. Посветуваме големо внимание за спортувањето на наши пензионери и ова година припремите ќе скоро ќе отпочнат и ќе земеме учество прво на општинските, ќе бидеме организатори на општинските овие првенства, за да имаме веќе подготвени добри екипи за регионалното спортско надпреварување, за која не е још одредено каде ќе биде, али после изгледа ќе биде во Виница. А за ревијата за културно-уметничката дејност, за ревијата за музика, песми и игри, веќе одредено тоа ќе биде у Македонска каменица во месец април, мислам. Во рамките на програмата за организиран културно-забавен живот на пензионерите, Сдруженијето на пензионери Кочани годинава по повод 8 март, Меѓународниот ден на жената, ќе организира својата традиционална 8-мартовска пензионерска средба. Дружењето на пензионерите и годинава ќе се одржи во ресторанот Амор на 7 март со богато мени и добра музика. Веќе е договорено да таа прослава биде на 7 во 12 часово, со почеток во 12 во ресторантот Амор, еден од најдобрите наши ресторани, таму ги држиме поголемите ујубави настани. Имаме обезбедено одлично мени, веќе договорено. Тоа ќе биде од 12 до 5 сатот во средната сала на Амор. Има тука предност само жените.
Ние само сакаме да ја обезбедиме и тоа ќе биде едно добро, весело женско друштво. Пензионерите продолжуваат со активностите и во областа на здравството и други рекреативни активности, екскурзии и настани, кои се проширени во оваа 2020 година во однос на претходната, додава Серафимов. Почитувани, истовременската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.